Вие го следите новото издание на подкастот со Ана на тие. Денеска во студиото немаме гостин кој што е уметник, како што вообичаено знаеме да правиме. Овој пат имаме еден градски лик, урбан лик скопски, кој што веројатно повеќето од вас го знаат, доколку имале активен ноќен живот во Скопје, се разбира и јавна личност со која што ќе зборуваме за многу, можеби и општествени прашања кои што ги допираат сите. Денеска во студиото го имаме Ѓорги Галетановски, познат како Чомбе. Добре, дојде во Слободен печат. Мило ми е што сум тука. Во функција на името на емисијата, пошто со Ана на ти ќе зборуваме на ти, ако предпочитам да персирам, меѓутоа така да имаме поспонтан. Ти си домаќин, како ќе кажеш, да, така ќе види. Да не биде поспонтан муабетот. Ајде вака, хронолошки ќе почнеме како што секогаш сакам да правам. Малку да зборуваме за твоето детство. Ти си инаку од Скопјанец, од Кисела Вода. Да, стар Скопјанец. Стар Скопјанец. Така, стар Скопјанец. Да, и предците се од Скопје? Па дедо ми живеел на Кале, кај што е се Скопското Кале, кога ги рушеле таму куќите им давале да бираат опции, плацови, дали на водно, дали Кисела Вода, одбрало Кисела Вода и израснато Кисела Вода. Цело детство останав во Кисела Вода. Така, вака кога ќе се навратиш на детството, какво детство имаше? Прочитав некаде дека со баба ти и дедо ти се израснат и кога зборуваш за своето детство, некако јас тоа го разбрав како тогаш оние моменти кога имаш се, а немаш ништо. Кога малку ти е доволно за да кажеш дека имаш се. Па знаеш како беше? Мајка ми беше здравствен работник, сега е во пензија, татко ми работеше во фабрика во Црвена звезда. Тоа време живеев, да, со баба ми, дедо ми, они ме порасна. Со бабите и дедовците, фактички. Сум кажал така, пошто стварно беше така. Јас знам, сум видел како е да имаш, па да немаш, па пак да имаш. И ништо не ми било чудно. Сме имале за добар живот, дошле моменти кога сум немал стварно, што се вика, сум искочил од дома со 30 денара, со 50 денара. Мајка ми што ќе ми ги дала и се снаоѓаш од мали нозе на улица. Ке работи што можеш, уште од 15-16 години почнав да работам. Диска тогаш на джуниор. Гледав да го завршам и средното школа го завршив. Подоцна се запишав на факултет. Знаете како е, тие се тешки моменти што секој еден млад човек, баш читав пред некое време, имаше една реченица убава: сине, да имавме да ти дадеме, ние ќе ти дадевме пари. Таа реченица многу млади луѓе ги направи јаки уште од мали нозе, да, знаеш, кога родителот ќе ти признае дека, кога ќе видиш дека стварно мора да се снаоѓаш. А и подобро е секој млад човек уште од мали години да знае како е да имаш, па да немаш, пошто на стари години ги гледам, не се снаоѓаат баш луѓе што имале, па немале. Така да. Мило ми е што сум го поминал така. Да, баш. малку е потешко да имаш, па да немаш. Меѓутоа, вака, со оглед на тоа дека ете си бил дете од улицата, можеш ли да направиш некаква ретроспектива? Можеме ли да направиме некаква споредба? Како беше животот, детскиот живот тогаш и сега? Со оглед на сите работи кои што се променија, со оглед на технологијата, со оглед на достапноста на информации сега кои што имаат малите деца, дали мислиш дека од денешен аспект кога гледаш многу е важно или можеби не е, каков е твојот став, тоа да те гради и улицата? Јас знам и сум увидел тоа и ги гледам новите генерации децава дека тоа ние што го живеевме во 90-тите и сега е неспоредливо. Нашиот начин на воспитување, колку бил построг дома и колку е сега родителите гледаат да не ги караат како да се плашат од своите деца, знаете. Ние бевме многу ќе кажам, сурово израснати, да. Знаевме од 6 години, пример, ја од 5 години идев само за бавиште, само те пуштаат у школа. Сега многу им се тресат и тоа си во право што викаш, технологијата се го донесе тоа. Ние, како искочи технологијата, нели се изгуби и онаа дружба што ја имаат деца на улица од мали години секој.
со секој, ние не сме се наоѓале со телефони, ки искучиш и на уличен инстинкт, знаеш, ако не се у школски се на чешма, ако не се на чешма се на шампиончи. Тоа деца го немаат сега, сите чекаат на родителите децата, знаеш, да им угоди, да се снајде. По неиздржливи се денешниве деца и технологијата многу наштети според мене. Колку придонесе за воспитување на децата и на младите, толку повеќе им наштети, бидејќи живеат во еден нереален свет, виртуелен, гледаат рилсови на Инстаграми од луѓе, од богаташи што не постојат ни во Америка, ни во Англија, мислат дека на 16 години, на 17 треба да го имаат и они свет. Тука само им отежнуваат на родителите со тоа за да им удоволат, а секој родител знаете како се бори да му удоволи на своето дете. Не се криви воопшто родителите, ама технологијата највеќе наштети на она што се изгубија детските вредности што ги имавме ние, што ги видовме у 90-тите. Фактички. Еден можна популарен, за жал популарен термин во денешно време и изминативе години наназад е булингот. Нешто со кое што децава многу често се соочуваат, за жал. Имаш ли булинг во твое време? Се имаш ли соочено со булинг и како изгледаше тогаш булингот? Тогаш било повеќе, не знам како децата растеа на фер некако. Можеби, да, во право си, можеби не беше, имаше и тогаш булинг, но не беше представен како сега и не представуваше толку ментален проблем, бидејќи све се компензираше со тие игри на улица. Ти иди во школа и да се скараш, ќе се смириш на улица, ќе искочиш на фудбал, на нешто, ќе се смирите. А сега многу мора да внимаваат наставниците во школите, бидејќи многу деца се потиснати дома и ако во школа трпи таков булинг и навреди уште од мали години, он ќе отиде дома, ќе се затвори компјутер, на компјутер ќе седне, на Инстаграм, на Фејсбук, уште поише се комплексира. А не дај Боже па тек да го потфатат и на социјални мрежи да го вреѓаат некоја млада дете кој што гледаме такви работи. Мислам дека сега е многу поизразен булингот и повеќе им штети на младите и не може да се изборат како ние што сме си, како што кажа ти, ќе се истепаш на фер, кога ќе се скараш, ќе се смириш. Денес е многу поизразен и мора да работат повеќе и наставниците и сите со тоа. Да, затоа што притисокот е многу поголем. Да. И начинот на кој што веќе се изложени децата, тоа е некој суптилен начин, меѓутоа многу повеќе боли од многу повеќе боли и повеќе како да знаат да вреѓаат децата, вреѓаат како бетер од постарите. Порано што се ќе опсуеш, толку било ќе се скараш. Да. И сега, доаѓаме до оној момент кога веројатно започнуваш со ноќниот живот. Кога за прв пат почувствува потреба да бидеш дел од тој менаџерскиот дел на ноќниот живот? Кога всушност те освои тој момент, бидејќи на времето имаше многу побогат ноќен живот Скопје во однос на сега, па да не правиме муабет. Кога за прв пат рече ова сакам да го правам, сакам да бидам од другата страна? Кога морав да почнам да работам. Имаше у мода беа Nike Air Max тогаш патиките. И сакаше да си ги купиш? Ми купуваа моите дурможа. Дојдов више прва година, паднавме дома у некоја криза. Викам, па ја не можам сега ни 7 8 денара за тогаш у тоа време беа многу пари. Да. Знаеш, искочија Джорданки да мора нешто да се прави, да се работи. Почнаа джуниор забавите тогаш да станат актуелни стана. Ние имавме по 14 години, 15. Наши постари пријатели држаа дискотеки на сениор, организираа и джуниор забави, не ставија мене и уште еден двајца другари да работиме. Работевме викендашки, петок, сабота. И ке земеш 50-100 марки од ден, у недела у тебе 100-200 марки, као сега да имаш 300-400 евро беа. Да. И жив задоволен. Сега малце школото страдаше. Имав проблеми у школа, ама ќе отидеш у лето на класен испит, ќе положиш ово, ама втора, трета и четврта година активно ги работевме у кафичи и у диска и зимавме сериозни пари тогаш за нас. Мораше да се работи. После влезе у крв тоа, продолживме и на сениор и така. Во тој период можеш ли да одделиш некој
некое златно доба, еве, некои години во За ноќниот живот? Да. Златно доба за ноќниот живот се па од после војната, мислам дека, до кај 2012. Зошто? Што беше тогаш Па актуелно? Како живееше тогаш Скопје? Затоа што до тој некој период и после војната, сите кафичи работеа прво до 2 сат. Сегде у кафичите, у 100 кафичи у Скопје имаше забави. Места култни како што беа Академија, Булевар, тогаш се отвори Колосеум, првото Колосеум се отвори тогаш во парк, кај што гостува бројни имиња што денес се број 2, број 3, број 4 на светската сцена. Значи тогаш доаѓа кај нас гости од Косово, од Бугарија, за да ги слушнат тие диџеи, примерно Колосеум. Второ, во овие култни места доаѓа луѓе од Белград, бидејќи Белград тоа време беше многу позади нас со ноќен живот. Кај нас тие забави што се правеа, у Белград ги нема. Повеќе во тоа владење не ни памтам кој бил на власт, се осеќаше дека народот имаше повеќе пари. Дали не постоеа даноци, народот послободен беше, не знам што беше, меѓутоа златно доба беше, ви кажувам, тие 8 до 10 години, додека не почнаа овие закони кога се намали работното време, го скратија на кафичите до 12, па ги го донесоа првично, пробаа законот да го протнат за цигари. Полека. А и масовното иселување на младите допринесе највеќе за ноќниот живот што пропадна. Ние се сведовме сега да имаме едно диско у Скопје. Тоа е срамота. И 2 ресторана што се нон-стоп пудни. Да. Срамота, ама тоа е. Али златното доба е тогаш, до кај 2011-12, кога работеа исто време по 7-8 диска и 50 кафичи. Памтиш ли некој вака, еве, например, од естрадата, некои ликови кои што се вртеле тогаш? Кои луѓе беа популарни тогаш во Скопје? Тогаш... Кои беа фаци? Ние кога бевме помлади, луѓе што беа актуелни тогаш, не знам дали памтиш, почнаа и тие што се некои менаџери и така попознати, почнаа бендови да прават. Памтам, почнаа тогаш Камењар, Коста, почнаа нови дечки такви бендови. Они и работеше он дискотеки и кафичи и пееше, настапуваше по диска. Панки Кукулеле беше многу актуелен тогаш, што со случките со НАТО проблемите што ги направи кај него кафанат, 2 или не ја држеше он кафанат. Ние бевме деца. И сите, ви кажем, искачаа у тие места, дали Академија, дали Булевар, ке ги видиш, ти биле еден вид и доли, од нив си учел. Кои беа критериумите да се направи добра журка, да се направи добар локал? Тогаш се работеше на принцип, не е као денес на Инстаграм ќе викнеш или на ова, немавме да знаеш ни мобилни телефони. Да, како се рекламираа журките? Правевме позивници. Сите менаџери имавме, пример, по 100 позивници ни дадоа, подпишани со наши имиња, и ти дали средно, секој од кое средно е, од твоето средно мора да ги донесеш 2-30 луѓе, 50 на вечер, и пример 10 менаџери, ќе собереш, ќе напуниш диско 500 луѓе, на крај те раздужува, ти стигнале 50, не ни памтам како не раздужува според позивници. И пример на 100 позивници ќе ни дадат по 10-20 гратиса за тие девојки што ќе кажам актуелни беа, што не плаќани тогаш влез. Знаете, мора да влезе и некој гратис. И така функциониравме, и така и не исплаќа. Тој беше маркетингот за диското. Делиш позивници, делиш гратици. Па оние места што работеа послабо ги пуневме првачно со гратиси да го разработиш. После ќе исечеш малце, кафичите лесно беше у кафич, ќе направиш журки се правеа сегде. Диско беше малце потешко, пошто голема беше конкуренцијата, едно време у парк работеа 6 диска одеднаш. Кабрио, Текила, Колосеум, Тату, Лагараш, кој беа Хавана, у една вечер. И имаше премногу менаџери, имаше у Скопје, тогаш беше, у моје време беше експанзија на менаџери. Мислам дека секој втор, трет млад човек сакаше да работи. А денес газдиве ги гледам имаат проблеми со шефови на работа.
не може да најде менаџер, шеф, а добри им се и плати и све. Што значи стварно више иселено е све што е квалитетно од Скопје. И сега, знаеш што ме интересира со оглед на тоа што лани имавме еден од најтрагичните настани во историјата на Македонија, зборувам за Кочани. Во тоа време се почитуваа ли закони? Се почитуваа? Имаше лиценци? Имаше ли се што треба се, сите услови кои што требаше да се исполнат во еден локал, во едно диско за да работи како што треба? Се почитуваа ли законите тогаш? Според мене, лани не е само што изгоре диското, изгоре цела Македонија. Не е само за некои закони дали се почитували. Не, изгоре цел правен систем, цел нормален систем на функционирање. Во Македонија тогаш не дека се почитувало повеќе од сега законите, меѓутоа се знаело кој има кафич и кој држи кафич. Не можел секој што му текнало да биде газда. Ако некој направил диско, тоа диско имало 3 излези, 3 влеза, пример, за тоа време ќе го кажам, ќе го дадам Мусандра ГТЦ. Сигурно си била. Да. Како? Диското, ако е под земја, има 3 влеза, 3 излеза, има вентилација, што ја нема ден денес никој. Колосеум што го направи тоа време, диското прво кај на Рекорд, не знам дали го памтиш, дом на градежници, имаше 3 влеза и 6 излеза. Кафичите се знаеше кој влага до 12, кој не влага, кој влага после 12. Значи, од тие жртви што изгореа, ние видовме дека таму имаше и малолетници. Да. Значи, таму не беше еден пропуст, таму буквално цела држава изгоре. Све ни изгоре, и систем, и правила, и норми. Прво, Да, еден многу грд показател на нашето општество. Најтешкото обвинение е точење во ноќен клуб, точење алкохол на малолетници. Таму ништо немало контрола, ни кој влага, ни кој пие алкохол. Добро, каде се сгреши работава? Работата се сгреши у тоа што инспекциите се корумпирани, секаде ти најавуваат кај да иде инспекција, газдите знаат пред инспекторите. Ај, потпиши му другар ми е, братучет ми е, место да види некој дека тоа било магазин за теписи, да дојде да направи круг, да види дека вратата задна е заклучена, да види дека последно што се испостави, дека децата не се изгорени, дека се угушени. Да. Од што се угушени? Од материјалот, од завесите горе и од сепарињата. Немаме, не функционира ништо, ни една инспекција. Пазар на УЈП не им влегла од 2000, која рекоа таму. И кога влегле, не знаат на кој казна да пишат. Па тој газдата правил фори на шанкерот име, ја стел фирмата. Мислам, срамота е да збориме, не знам. Најтешката ситуација. Е стварно, еден трагичен настан на кој што изгоре цела држава. Не сакаме да се потсетуваме, меѓутоа тоа е што е. И сега по таа случка се некако следствено беше логично беше да се случат и оние затворање на многу локали низ цела Македонија, да сега останеме со, како што велиш, со 2 диска во моментот, меѓутоа ако не работеле прописно и треба да е така, колку и да звучи жалосно и колку да звучи лошо тоа што немаме ноќен живот во моментот, меѓутоа ако се тие 2 диска само ги исполнуваат критериумите, така и нека биде. Ајде малку за нешто кое што во моментот е поприлично актуелно, е тоа новиот закон за пушењето. Каков е твојот став на ова прашање? Според ова што го читав, законот е режимски и ако се донесе со вакви казни и критериуми, ќе го донесе угостителството на рап на преживување. Ако во 2016 пробаа и не им успеа, сега ако го донесат со вакви казни за прво за пушачите, зошто викам дека е режимски? Режимски е затоа што не можеш ти на некој да му ограничиш неговата определба на улица, ако застане до пепељара и да пуши цигара, да го казниш ти 100 евра, 200 евра. Во држава каде што платите ни се минималната 20.000 денара, просечната колку е 40. Да, во држави кај што е просечна плата 100.000 денара,
Направи казнити од 3-4-5 денара, ама на овој сиромашен народ кој што сме ние сега да го удираш ти со такви казни или газдите на угостителските објекти што врзуваат први со први и така е двај, да му пишеш казна 5000 евра. Не е човечки. Мора да направат некои измени кај што ќе има пушачки зони, кај што тие собственици што ќе сакаат да имаат делови за пушење ќе плаќаат лиценца месечна или годишна. Пуни го така буџетот, не ги удирај граѓаните. Премногу е режимски за мене тоа. Ќе останат на улица многу 10.000, 15.000 келнери у Скопје ќе останат на улица и ќе затворат 50 локали 100% ви кажам. Така. Добро, ќе видиме, ќе сведочиме како ќе биде тоа во иднина. Ајде малку да се вратиме на личната приказна, она што во прво име, во прво лице еднина можеш да го зборуваш, а тоа е борбата со пороците. Нешто кое што веројатно доаѓа, не знам, неминовно со тој начин на живот, со тоа излегување, со сите тие активности со кои што ти се занимавал. Кои биле твои пороци во животот? Јас не сум имал многу пороци. Мене најголем порок ми биле фактички цигарите, алкохолот. Алкохолот ми успеа да не продолжам, мислам, као млади, знаете, сите ќе искочиш, ќе пиеш виски, водка, ќе може и ќе претераш, ќе се отрезниш. Меѓутоа, кога почнав да работам, видов дека ми е на дофат лесен све и алкохолот и други работи, видов дека ако продолжам да пијам секоја вечер, а јас сум у диско секоја вечер, ќе станам алкохоличар, нема да иде нагло. И тоа го тргнав одма. Други пороци не сум имал некој, освен цигари и ви кажем привремено млади години алкохол сум немал. Што многу ми се чудат како ми успеало да си менаџер толку време, до 36 години, а да не се навлечеш на алкохол и на дроги, што во денешно време е голема експанзија. Ама тоа е ризикот на ноќниот живот, ти го носи. Ретко кој, не знам јас други случаи што издржале без пороци. Тоа е цената што ја плаќаш. Фактички самата работа во ноќниот живот е некој вид на порок, бидејќи ти не живееш нормален живот. Да. Не е нормално да идеш на работа у 11 ноќе да се враќаш у 5. Па да, па како не. Да, значи платата што ја зимаш те лаже и убавината на, мислам убавина. Убавина ти е додека си млад. Мислиш дека си главен, све ти е на дохват. Контактираш све со газди, со директори, со зависат од тебе, мора да влезеш, мора да им резервираш се пари. И тоа е еден вид на порок кој што ти не го осеќаш, а ти штети. И ако прекинав на 36 години, станав директор на Золошка, ја не можев да се вратам у нормална година дена, не спиев. Не можеш до 5 сат, до 6, нема шанси, не 20 години не си спиел до 5 и одеднаш сет и се мачев многу. Така да и тоа е еден вид на порок и ноќниот живот. Така, секако. Да, е. Има ли вистина во пишувањата, може би се и чаршиски муабати, дека си имал проблеми со коцкање? Не. Со коцкање сум немал проблеми. Тоа што ми некој објавува казина мазина, да, сум посетувал казина, бидејќи прво во работата во Золошка градина спонзор ми беше најголемата групација австријска на казина. Ќе ви дојдат гости. Кој политичар или кој директор нема влезено у казино со гости да прошета у странство кога ќе отиде. А иначе проблем со коцка, со долгови, нит сум имал, нит ќе имам. Добро, значи го разбивме митот. Да, не. Да, добро. Пар ја не сум човек што крие. Да, добро. Јас спомна Золошка градина, еден так, веројатно убав период. Можеме да го карактеризираме како убав период во твојот живот. Да, на многу промени во Золошката градина, многу убави промени во Золошката кои што дојда со тебе. Кажи ми, како од овој аспект сега гледаш на тоа искуство, би го повторил? Сега не дека не би се нафатил пример во некој време да бидам, меѓутоа сега е девастирана многу и уништена скроз.
баш и најај се и на новото раководство, барем има нормални луѓе што таму поставија за директори. Од моје време, моја вработена, им посакувам се најдобро и јас сум тука и ќе бидам тука секогаш за нив, што можам ќе им помагам. Во ваква ситуација не знам дали би се нафатил, бидејќи е многу тешко, а тогаш зоолошката не беше уништена, не можам да кажам да беше уништена, Да, пошто во каква состојба ја затече? пред мене што беше Дане интермецо директор. Ја оставил во состојба, он ја почнал да ја гради, ја оставил во состојба кај што јас сум ја преземал, запоставена, оставена на тоа ниво. Мене ми било полесно, сум направил екипа, ме поддржале и спонзори, јавни личности, се сум го изградил тоа што он го почнал и сум направил плюс нови живеалишта, сум ја разработил, почнал цел град да иде таму, стана некоја навика, позитивна, приказна и ми успеа 3,5 години. Тоа што го издигнавме, тоа го одржа овие 4 години што ја упропастуваа за да не се затвори. Затоа викам ново раководство им посакувам сега само барем да го издигнат, да не пропадне, бидејќи стварно работат прекрасни луѓе таму, полни со емпатија, што сакаат искрено и животни, и луѓе. Па ја дурбев 4 години, на пола Скопје децата им израснаа у зоолошка. Секој ден беа у зоолошка. Ги чуваат тие вработени што се. Си доаѓа со детето, пие кафе вработени, им ги шетаат децата, ги учат таму кој е животно. Многу направивме добра хемија меѓу посетителите и вработените и евтем беше све окей. Како ќе биде сега, не знам. Некои посебни проблеми имаше со кои што мораше да се соочиш додека беше? Во зоолошка Да. имав многу проблеми. Добро, можеме да спомнеме нешто. Па, знаете како беше, не очекував дека на почеток, прв проблем ми беше што морав да се справувам со јавноста, пошто на почеток не ме поддржа мене јавноста многу. Да, веројатно затоа што Не верувам. Да, како и секогаш позадина гледаат од каде Сега се. јас од ноќен живот доаѓам у 7 са бајле, зујат 100 новинари, не те вреѓаат, меѓутоа не пишуваат убаво. Од менаџер, од дискотека, јавна институција, плюс луѓе што не те сакаат горе-доле, некој од љубомора, те вреѓаат. И тоа ми беше прв малце така удар кај што и ќе се откажев за малце. Собрав сили, викам, дај, игнорирај све. Знам не, Фејсбукот го исклучив некој период, викам, стабилизирај се и почни да работиш, пошто институцијава нема ни пари ни ништо. И лични контакти употребив, с кои исто менаџери, пеачи, јавни личности, инфлуенсери, многу ми помогнаа. И тргна полека, тргнавме убаво, посетеността ја дигнавме многу, ама се јави проблем, живеалиштата почнаа да попуштаат, знаете, ризик голем. Ми се деси, ми избега одма на почетокот алигатор од живеалиште. Како се случи тоа? И успеал, вајда, оградите не беа поставени убаво, успеал со муцката да ископа под оградата. Не ќам да се сомневам во некој вработен да зијам на душа дека намерно го пуштил, моја предпоставка беше тоа. Среќа беше рано са бајле, имаше малце посетители, проблем беше што не можеа да го најдат. Скриен беше у второт, у езерцето кој ќе влезеш, само што ќе влезеш у зоолошка. И проблем беше друго, најдоа, ама спремни беа вработени. Такви нервози имав, слонот избега исто еднаш, тоа малце луѓе го знаат. Како избега, кај избега? Беа две слоници, Дуња и Добро. Даела, едната Да. сега е почината, Да. останата една. Многу беа, едната имаше тежок карактер по младата. Што значи тежок карактер? Се за караа, слон? се тепаа. Меѓу себе? Да. Сериозно? Мислиш ти вака ги гледаш, мислиш дека се сакаат најголема љубов Да, другарки, да. дека се ноќе може партал да се направат. Види, ова не сум знаела. Да, имало ноќи кога ќе дојдам са бајле и ме вика вработениот, вика директоре, овие вчера се тепале, партал се направи. Ама ме идам у живелиште и ограна побутана и све. Некое врнежливо утро беше 2020,
Прва, кога врне струја, оградата со струја има, кога врне дожд, оградата со струја има прекини. Добро. Баш во момент на прекин, оградата ја чепкала, многу е радознала таа помладата. Беше. Ја скинала оградата, сајлата ја скинала, ја извадила. Аха. И си тргнала, фатила патот по патеката, стигнала кај мајмуните. И застанала, си јаде од тие грмушките. Натре малце посетители, мене ми звонаат вработене, века директор избега да ела. Леле. Викам, ви што ќе правите? Ништо, вика, стоиме од страна, чекаме, вика, не знаеме што да правиме. Аха. Ја дур возев на кај Золошка, се јавив кај кој беше кај градоначалникот, кај министерот на внатрешни, мора протокол, мора да дојдат специјалци да го обезбедат местото. Она ако искочи на улица, слон во светот е најголемо животно убиец, највеќе има убиен. Да. Среќа еден од вработените, не знам кај гледал, кај го обучувале, нашол апарат за прскање против пожара. Почнал полека да прска на кај неа, она смирена, од кај што дошло, најинтелигентно животно, тоа ви тврдам. Од истото место, како дошло, се враќа, сајлата ја зима со сурлата, ја враќа на лице место. Као демек еве, окей. Да, демек сгрешив, да, се извинувам. Унасум се враќам. Го имав негде и клипот, не знам кај, намерно дали го избришав, кој знае што беше. И имало такви случаи исто шимпанзото, од штраф и штраф. Дали? Коко, мултиинтелигентно створење. Леле, колко стварно. Беше на лечење у Белгија, Добро, да, од знам. аксиозност. Да. Се врати тука, како да го вратија тинејџер. Да. Значи, со група се врати и он тука на домашен терен, демек, да им се докажува, беше најпроблематичен од сите ја тој период Турбев. Си го позна негователот од пред 20 години, Драгче. Леле. Си застана еден крши друг, плача и двајцата. Овој плаче, овој плаче. Пошто он, колку кога умрела мајка му го чувале вработени во Золошка, дома. Да. И си го шетале да. по Золошка за рака, со пелени. Да. Многу мирен бил, ама кога се врати од лечење, знаеш да се докажува тука со 4 шимпанза го донесо. Со 3. Коефициент на интелигенција, не знам колку му беше, 70 и нешто, скоро колку човек. Сфатил штрафот, го начекал лабав од оградата, си земал, го одвртувал, го штрафувал, кој човек, после ги гледавме снимките. И за малце, вработенијата Александра примети оградава, одма викна, јас стегна, пошто и тоа живот, не можеш да веруваш, порано бил мирен, ама шимпанзо исто е непредвидливо животно. Како не голем. И имав стресови, големи стресови. И сега, тие стресови, веројатно, или не знам што било тригер, или што го, не знам што е отворила таа Пандорина кутија, да ти имаш проблем и самиот со анксиозност. Кога прв пат се соочи со тој проблем? И како изгледаше тоа? Па ќе зборуваме за начинот на кој што го надминуваш. Татко ми почина 2019. 2020, баш кога сум во Золошка. И со тој проблем паралелно се борев. Не кријам јас уопште за тој проблем, зборам секогаш кога и да треба. Па да, треба да се крива свесноста за тоа. Да. Што беше тригер? Што си детектирал ли си? Тригер, мислам дека беше прво што отпосле ми се рефлектираше смртта на татко ми. Уште не можев кога влагав дома да се помирам дека го нема. А најак тригер беа големите обврски и стресови што ми ги донесе Золошката. Знаете, имаше таму моменти тешки каде што јас спиев во Золошка, во канцеларија. Имав кревет, спиев. Не си верував сам на себе од тие панични напади. Мене на роден денот 93 на Золошка или 94 кај што присуствуваа преку 5000 луѓе, 6000 луѓе. Требаше да давам говор као директор. Ме фати аксиозен напад. Тогаш прв пат осетив што значи да имаш таков проблем. Тоа беше прв пат, прво такво искуство. Да, прв јак проблем да осетам
да се изборам сам со себе. И какво беше чувството? Можеш да ни опишеш еве за луѓето Све беше што... окей, седев тука, знам имаше и функционери, министри, со децата све, имаше програма забавна водителка, не знам која беше. Имаше пеачи, изведувачи, кои беа 2 бона, не знам. Одеднаш ме најавува водителката мене, ќе ви се обрати директорот на Золошка по повод, нели, роден денот. Како се качувам? У истиот ден се отвара живеалиштето за слоновите, ново. Како се качувам нагоре, по скалите да дам говор, мислам дека у живеалиштето кај слоновите ќе падне дете или било каде. Викам, ќе катастрофа ќе биде, ќе умре некој, викам. Не може волку гужва Золошка да истрпи. Знаеш како е? Дури се качувам, заборавам све што треба да зборам. Срцево 500 на саат ми лупа, пулсот, си го осеќам. Почињам да зборам, некоја ладна пот ме облива, не ни знам што зборам. После ги прашував дали сум тропал глупости, ова. Едва и се соземав, само се симнав, се качив в канцеларија, се затвори, вода се напив. Говорав да ми донесат диазепам, нешто ово. Викам, што ми е на мене, бе? Ме фатија некои стравови такви, цело време мислев дека ќе се деси катастрофа. Не можев да си дозволам да помислам дека ќе се деси лошо нешто у Золошка. Почнав навечер да спијам. Лошо ми беше тоа што не кажував на почеток на никој, се борев само со себе. Пример, другариот, што ти е, бе, што спиеш у Золошка, ми вика, ти си луд, бе. Како да му кажам дека мене ми е страв дека нешто ќе се деси, ќе избега животно, ќе искочи на улица, ќе биде катастрофа или преку ден дека ќе падне дете. Ма тоа е многу интересно. Обично вака од искуства што сум слушала, што споделувале луѓето, обично од тие луѓе што имаат проблем со панични напади и анксиозност, најчесто се плашат за себе си, се плашат да не умрат од некаква катастрофа која што лично ќе им се случи. Ова вака прв пат слушам дека Не, па и ова се плашите со себе, бидејќи знаете дека ако се деси таква работа, не дај Боже, толку е со вас. да, добро, меѓутоа Вие не сте е првично, одговорат. да, првично е страв дека нешто ќе околу мене ќе се случи Тоа е како што класика аксиозност. Ја идам на работа со помисла дека денеска некој дете, не дај Боже, кај мечките ќе падне. Леле. И јас ја у канцеларија не седев и шетав, дежурав со вработените. Што подоцна се покажа дека добро тоа што сум го правил, бидејќи природно створив ред и дисциплина кај вработените, Да, и ја многу и да. се дружев со нив. Се зближив, проблемот ме зближи, после потоа јас не криев, кажав и дома, кажав и на другари, луѓе, јам проблем, викам ја, јам мука. Ми кажа на лекар, пошто сега да не се правиме паметни, до 2020 кој знаеше за аксиозност? Никој. Да. Сите се клюкаа со диазепам и со хелекс. Си отидов, психијатар, ќе си направиш муавет, ќе ти објасни. Дека не е убаво да се затвараш дома, само канцеларија, да се дружиш треба со луѓе, да контактираш, да бидеш убеден дека не ти е ништо. Што само ако не сакаш да се избориш, никој не ти помага. Тоа апчиња, тоа џаве, само се лажиш, се труеш. Ја пробав, ми успеав, сам се изборив некако. Како? Еве, можеби на некој ќе му помогне твојот совет. Да не ве лаже никој, секој има проблем со тоа. Не директори, не уметници, не глумци, не милионери. Секој имал еднаш во животот проблем со сам себе. Ако се избориш, ако си способен, ментално и психички, ако не криеш, ако работиш на себе, да искочиш да пешачиш секој ден, да знаеш дека животот не се само парите и жените и задоволствата, дека има и други задоволства. Да си ги цениш тие што те сакаат пријателите, вистинските оние. Да ги тргнеш да направиш рез на све што ти штетело, да видиш, да увидиш кој ти штетел, бидејќи не можеш ти да имаш 50 и 100 пријатели, можеш да имаш колку прсти на раката, што се зборам за другари. Кој ќе го направиш тој круг, кој ќе збориш искрено, да те поддржат сите, не да ти се, како да кажам сега, пошто многу луѓе лажно те поддржуваат и во маката и ти се ситат и на болеста ти се ситат. Како не дам? Ти вика, шо ти е, ти да те оговара, овој се мрднал, каква анксиозност,
знаеш, слушате од други. Ќе ги ограничиш сите, ќе си пешачиш дневно, секој ден, некогаш и по 2 пати сум пешачал по 4-5 километра. Нон-стоп со луѓе, со лекари ќе си консултираш, поддршка од дома, од најблиските, и ќе си избориш полека. Мене, јас сум се борел година и пол, 2. Да чукнам од дрво, сега сум супер. Немам такви проблеми. Ама тогаш мислам дека, како што ви кажав, беше и проблемот што касно абсорбирав смртта на татко ми и премногу те обврски, големата одговорност што ми се стаи на глава. Така. Во тие моменти кој беше најголема поддршка? Кој најмногу може да помогне во тие моменти? Треба ли да се ослонуваме на некој што е нестручен, можеби? Некогаш луѓето исто така знаат и да одмогнат во такви моменти. Можеби нема да ви се верува, но најбитни се тогаш вистинските другари. Да ве сватат и да не се со вас. Јас среќа и фала му на Господ што уште истите другари ми се од деца, не сум сменни другари. Сватија дека и јас имам проблеми, нема остаја никогаш. Ни дома кога сум требал да поседам, знам дека ќе дојде да намерно да ми предружство филм да гледаме, на пешачење секој ден сами ме викале. У Золошка исто колку ноќи ради мене седеле другари. Вработениве се чуделе, навечер ќе дојаме пешачиме, патролираме. Само да ти поминат црни мисли, знаете, да се... И они дур шеташ ке ти објасни, ништо не е, брат, ти вика, нема да се случи ништо, све е безбедно и ти си прибираш у главата дека стварно е безбедно, дека не треба да се секираш и поминува. До каде одале црните мисли? До каде може да одат тие црни мисли? Најлош стадиум е до самоубиство. Си имали самоубиствени мисли? Не, меѓутоа сум осетил дека ако продолжам да седам дома, дека може да ме навлече да мислам на таква работа. Да. Сум ја осетил лошата атмосфера у 4 ѕида во тие моменти. Од таа прва помисла не сум си дозволил кој ќе ме фати криза да останам дома. Ки искочам ако немам друштво, сам у кафич ке седнам, ки спешачам сам дома е најлошо да знаете. Така. И треба, и веројатно е многу важно да се побара таа стручна помош пред се, ако дојде да... Јави се на телефон во моментот кај докторката, кај пријател, кажи тешко ми е. Тоа да се клюкаш со диазепам и хелекс и ништо се труеш се. Не, а и многу е ризично сам на своја рака било кој па знаете што е проблем у Скопје, у држава кај нас што 70% кријат дека имаат проблем, ја ви гарантирам. Значи, и што ги познавате, и тоа што реков, и богаташи, и функционери кријат. Ја пошто сум го видел, сум ја осетил муката, ги гледам дека имаат мука. У очи да го видам, знам дека има проблем. Да. Ако ме гледа кроз мене, ако не е тука дур му зборам на моменти, он има проблем со анксиозност. Само држи у себе, не кажу. Да. Улјето од канабис ми помогна многу. Многу. Она што е од аптека, знаете, без ТХЦ. Да. Тоа улје ми помогна, ето за чудо, да функционирам многу добро и со состаноци. Јас на работа никогаш да не ми се примети. Не ќе да ме приметат ни вработените. Знаеа некои што ми се поблиски со работници, со вработените и со спонзори и со странки, тоа не ми се десило да ме примети никој, али улјево ми помогна. Зимав на сабајле 2-3 капки, навечер 2-3 капки, многу ми помогна. Тоа е добра работа исто за тие што имаат проблем. А иначе, кој што ти кажав, најголем проблем кај 60-70% од населението што крие дома и што викаш на своја рука ќе се наклюка 5 хелекса. Тоа не сме. И мисли дека завршил работа. А тој хелекс утре ден да сака да го откаже, ќе има страшни проблеми, бетар кризи ќе има од кокаин да се откаже. Тоа е најлоши кризи се од хелекс. И од диазепам. Така да, ќе си разговара. Кој медикамент да е во прашање, треба да е во консултација со доктор, не знам. Јас ајде сум се изборил без лекарства. Да. Денес имаат софистицирани, како се викаат, им даваат терапија, апчиња, се пијат тераписки 6-7 месеца и луѓе си се лечат нормално по нормален пат, не ти да се клюкаш со диазепами.
За Така. све има лек, само да не ќутиш. Така е, да не се затвора Да. човек во себе, туку да побара помош да се обратат, затоа што Да. тоа не е ништо срамно, како што не е срамно Не е да те боли срамно, глава не е или срамно. стомак. Посрамно е Мислам, да ќутиш и да да, ти се деси да. нешто, Да, да го ставиш блискиот у проблемот што не знаеш што ти е, него да ти помогне. така е. Имало Така. моменти кога не можам да возам, како да ви кажам. Возиш со колата и одеднаш мислиш дека ќе направиш сообраќајка, врска нема. Ама другарот која знае, ти вика дој стани ја ќе возам или ти вика еј ова ништо не е, што ти е, лутли си, уживај. И се враќаш нормално. Да. А ти ако ќутиш, ќе направиш бел. Да, да. И веројатно се зголемува Се проблемот. зголемува, потиснат си у себе. Да. И тоа е тоа. Или Да. сега ти да имаш девојка или жена, да криеш од неа дека имаш напади. Кога она треба да ти биде најголема поддршка. Ја направив таа грешка, тогаш има врска, некоја криев од неа. Ради тие проблеми јас сум раскинал врска една, например. Да, да, Гледа, не си уред, а не признаваш. да. Што ти еве лутли си, ти вика еднаш си окей денес, еднаш не си, она не знае дека се бориш у себе со демони, Да, дека да, мислиш дека ќе умреш. Идеш на одмор, од све убаво од море, се затвараш у соба, не ти се искача, мисли дека ради неа е нешто, а ти не Да. ја кажуваш. Да. Што ти изгрешив, ти ништо бе викаш, а седиш цел ден у соба. А тоа кажи си на почеток, тоа е работа и ќе те свати секој, ништо не е срамота. Така. И за среќа што си побарал помош и што си изборил. Да, и апелирам Тоа. ја Да. на секој млад човек и на наша генерација, да му кажем, ќутење тоа, сам се носиш у бездна. Одма побарај си помош од блиските, од лекари и за све има лек. Тие филмови дека не се лечело, ова не постои. Те не се измислија за какви не болести лек, па за анксиозност. Така, така. Добро, мора да го споменеме и оној неубав момент кој што ја одбележа изминатата година со твојот автомобил. Што се случи, Чомбе, со автомобилот? До каде е тоа? Па ми го запали под љубомора, мислам. И? Има некоја постапка? Нешто се случува ли? Постапка си има. Знам кој ми го запали автомобилот, ама нека суди Господ. Ја не знам што да речам. Како добро е тој момент како го доживеа ти? Бидејќи е навистина Знаете тоа е една како? стресна ситуација Стресна за секој еден ситуација, човек. ама повеќе ми беше стресна ради мајка ми дома. Ја за мене ич не беше стресно, пошто материјални работи у животов, како да ви кажам, не ги ставам после овие проблеми што ги збориме, мислам на предпоследно место материјалните ствари. Битно Да. ми е да имам материјални ствари, месецов да заврши окей, Да. да имаш секој ден да јадеш, да отидеш еднаш годишно на одмор, да седнеш на ручек еднаш у неделата у кафана, со тоа ми е доста. И кога сум немал иш, тука биле другарите, не ми било срам да побарам. Тоа лакомење по и љубомора по материјални средства ги носат луѓето до стадиум да прават вакви работи од љубомора. Така да, стрес јас лично немав. Голем поише ми беше што се нервираа комшиите. Постресно ми беше што изгоре колата под балкон кај стари луѓе од 80 години, што не дај Боже да не дојдеше одма пожарната. Или да сум бил на одмор јас, кој знае како ќе завршеше. Да. Значи, ќе изгореа недужни луѓе за некој што на Чомбе му бил љубоморен. Дали ќе бил Чомбе градоначалник или ќе бил советник или возел БМВ. Ниски работи многу. Али стресни за околината, за мене. Не беа нешто стресно. Не знам да возам и БМВ, знам и Голф да возам, така да. Да. Превозно средство, да. Нема шо. Така е. Ако се тресеш на материјални работи, Така само е. може да фатиш висок притисок, шекер и не дај Боже лошата Да. болест. Да. Сум го видел тоа. Живеј си како што е секој ден и тоа е тоа. Така е. Ајде вака, пред крај, уште едно прашање од прилика.
кога ќе се навратиш вака на се што ти се случувало во животот. Има некои работи за кои што се каеш и кои што не би ги направил, а работи кои што би ги повторил пак и пак, како избор. Сите работи од прва до последна ќе ги повторам. За ниједна не се каам во животот. Се каам само за некои луѓе што биле блиску до мене и што сум им верувал и што сум правил некои работи, само би го сменил тоа. И може би не, уствари пак би бил и ноќен живот и би терал толку. Не ќе кажав може би пократко, би го скратил рокот на работата во ноќниот живот до кај 30 години. Ја претерав 36 години, може би тоа ми е грешката, што порано не се смирив, не се стабилизира. Али све ви за ништо не се каам во животот, буквално за ништо. Значи, реализиран, задоволен. Буквално за ништо. Одлично. Чуме ти благодарам што беше искрен, што одвои време да се помуабитиме на некој. Фала и на Слободен печат, Да. убав си поминав баш. Драго ми е што, може би, стално велам, бар на еден, на двајца луѓе да помогнеме со сите овие Да. разговори, сме постигнале многу. Посакувам многу здравје и успех во иднина. Исто и јас. На секоја пола. Бидете здрави и живи во новата година и да не ни се ослушуваат више лоши работи. Еднаш барем да имаме убава нормална година сите. Дај Боже. Фала ти уште еднаш. Фала и на вас. Вам ви благодарам за вниманието, како и секогаш знаете, со Ана на Ти следите секој петок на нашиот YouTube канал. Пријатно.